I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. 17 часот и 15 минути, термин резервиран за уште едно издание од своја страна. Ова издание го одбележуваме со еден поинаков спортски дух, односно какви што се и моите гости денес, спортисти. Велам добре дојде за младите кајакари, членови на кајакарскиот клуб Арка Борец од Велес, кои што пред само 3-4 дена се вратија со дури 3 награди. Прво место, второ место и четврто пласиран во меѓународниот надпревар. Нешто повеќе за сето ова ќе ни споделат токму дечките од клубот Арка Борец од Велес. Велам добре дојде за Александар Златаров и Енис Небиовски. Добро. Ви благодариме уште на самиот почеток за поканата и ние задоволство што сме гости во вашата емисија. Дечки, фала ви првично што прифативте. Токму овде да ги споделиме првичните импресии од сите оние награди кои што пред само неколку дена ги донесовте овде и што сте навистина една гордост на нашата земја. Како сте? Па, добро. После тренинг е да кажеме за тоа што сме го направили изминатиот викенд. Навистина успехот е голем, така е, да. така е. Па да, како што најавивте вие, претходниот викенд бевме на надпревар во Чачак, во Република Србија, на реката Морава. Таму се одржа традиционален надпревар по 16-ти пат. Јас годинава прв пат бев, мојот колега Енис и останатите колеги од клубот беа и минатата година, така може он повише да каже, бидејќи има повише искуство за овој надпревар. Јас лично, како што кажа, бев прв пат таму, имаше учесници и од други клубови, исто така од Србија, но и од Босна. Три држави? Да, 3 држави и 45 надпреварувачи во машка и женска конкуренција. Значи мораме да ги пофалиме дека и девојките дека се силни. И сега оно што мене ме радува и оно што е гордост за целата држава е тоа што ние дојдовме, односно вие ни донесовте дури 3 награди. Прво место за Любомир Спасич, кој што важи нели за еден од најдобрите кајакари кај нас и кој што еве овде ќе искористиме приликата и ќе го поздравиме, вашиот колега. Да. Потоа ти освои второ место. Да. И Енис беше четврто пласиран. Да. Колку за вас значи овој успех и што представува истиот? Па Енис нека каже. Четврто пласиран, што за тебе представува? Четврто пласиран, значи за мене значи пред се надпреварувам во една категорија плюс, односно во сениорска конкуренција, која што е мојата дисциплина се ни млади сениори до 23 години и пред мене беа побрзите, односно двајцата колеги од мојот клуб, кои што сме воедно и во македонската репрезентација. Трето пласиран беше Сретен Билич од Република Србија. Тој е повеќе годишен репрезентативец на Република Србија и повеќе годишен државен првак. Искрено, ова четврто место ми донесе многу голема мотивација за понатаму, за посилни тренинзи. Очекуваше ли награда? Искрено очекував подобро. Да? Да, но ете, нели, тактички бев малце послабо организиран. Така да завршив таму кај што сум. Сега, дечки, јас сакам да ве прашам од самиот оној почеток кога се бираат репрезентативци, тука се тие надпревари, овде се одржуваат во Македонија, на кои што се бираат тројца репрезентативци кои што ќе ја представуваат државата надвор на светските и на европските првенства, така чином? Па да, така Како оди таа процедура, ајде да објасниме? Редовно како секоја година нашата сезона започнува со контролни надпревари во нашата држава. Тие секогаш се организираат во период во февруар месец. На државно ниво? Да, на државно ниво. Ето така?
каде секој надпреварувач настапува на тие надпревари и треба да постигне одредени нормативи за да биде во кајакарската репрезентација на Македонија, со тоа што би имал настап на светски и европски надпревари. Сега оваа година интересно е тоа што тројцата избрани сте вие двајца и Љубомир и сите доаѓате од кајакарскиот клуб Арка Борец од Велес. Да, точно. Ти си нов таму? Па да, јас од оваа сезона настапувам за Арка Борец, а претходно 10 години настапував за кајакарскиот клуб Илинден 90 од Скопје. Така, тоа, бидејќи ти си нов, ќе го оставиме на Енис да ни каже како функционира Арка Борец од Велес, што се случува сега со клубот и што се случува еве во време на пандемија, со сите тренинзи, со сите надпревари, се да пообјасниме малку подетално. Така, значи јас сум веќе трета година член на кајакарскиот клуб Арка Борец, пред тоа бев 10 години во Вардар. Моментално нашиот клуб Арка Борец располага со многу перспективни млади надпреварувачи, кои што минатата година издвоивме во повеќе категории државни прваци и сме реално горди на нив. Малце паузира поради временските услови, нели, ради школото. Не можа баш да иследат тренинзите кои што ги дававме ние. Активно трениравме двајцата, јас и Спасик и Златаров годинава со нас. Се бориме за клубот да биде прво рангиран на државно ниво. Се бориме за да дечките ги однесеме на страна на меѓународни такмичења, кај што реално за нив е голема мотивација. Има ли подмладо клубот? Има ли млади дечки кои што сакаат да го тренираат овој спорт? Да, има. Ќе напоменам дека за една година, односно една сезона, ние издвоивме двајца државни прваци во јуниорска категорија и жени по кадети, мислам, беше така? Да, во кадетска конкуренција, кои што истите почињаат веќе со тренинзи од пред 2 недели и тренираат активно за понатамошните такмичења, односно за летниот период. Така, пред надпреварот во Србија, исто така бевте и во Босна и Херцеговина, од каде што исто така ни донесовте, чинам, 4 награди. Да. Ајде повеќе за тоа. Па да, во надпреварот во Босна бевме малце поуспешни, би рекол, бидејќи таму на тој надпревар бевме четворица надпреварувачи од нашиот клуб. Значи покрај јас, Енис, Љубомир Спасик, би кажал дека со нас е еден од тие млади наши надежни надпреварувачи кои ги имаме во нашиот клуб, Кристијан Лазаров, кој има само 15 години, но ете пробува да го следи нашето темпо и се надам дека ќе продолжи, па и во скоро ќе ни се придружи да биде и во репрезентација со нас. Тој таму освои трето место во конкуренција до 16 години. Јас и Енис го делевме третото место, а Спасик заврши на втората позиција. Значи, вие без награда не сте враќате од никаде? Да. И тоа ни е целта, да. Каде одиме? Па затоа одиме, да. Затоа и се тренира, впрочем, и затоа се напредува. Така е. Тоа е само уште еден доказ наградата. Јас велам дека сте навистина добри во тоа. Ве следува европско и светско првенство? Да. Оваа година е планот од страна на светската и европска асоциација така што годинава имаме светски и европски купови, но и светско и европско првенство. Во мај и јуни месец веќе не очекуваат оние, да кажам, позначени надпревари. Тоа се светските купови во Франција и во Босна што ќе се одржат. Потоа во јули месец имаме европски куп во Италија и во Чешка. Август веќе он во неговата категорија има светско првенство во Република Словенија. И сега поделени сте на категории согласно возраста? Да. Односно, нели, член сум во сениорската репрезентација, но водич сум на младинската категорија, млади сениори до 23 години, каде што настапувам на плюс светско првенство во, нели, што е до 23 години, и се категоризира тоа. Поделени се на две категории. Има за сениори и за сениори до 23 години. Да. Јасно. А додека сениорското ќе биде
во август месец, односно Европско првенство во Шпанија, а светското првенство ќе биде во септември во Словачка. Така, значи ова прилично летниот период и есента ќе ја фатите да, со надпреварите, до генерално, да. тогаш планирано е, претпоставувам, да се тренира. Да. Каде тренирате? Како се одржуваат тренинзите? Напорно ли е? Искрено, нели за постигнување на добар резултат, особено на меѓународно ниво, треба да се тренира многу активно и со многу напори. За жал, според нели паралелата според европските земји, ја немаме дивата вода. Го имаме само Вардар и нели реката Треска, каде што немаме нон-стоп вода на матка и тренираме на Вардар колку можеме, но нели не е баш Така се речеме, соочувате со... Да, би го надополнил Енис, он сакаше да каже дека во странските земји имаат направено оние вештачки патеки кои се баш стриктно за кајак, така да Секогаш си имаат овозможено. да, и условите се услови за многу, тренинг. многу подобри. Ние често пати одиме за таа цел на матка, бидејќи на реката Треска има направено патека за кајак, но малци имаме проблем со водостојот, не е секогаш на нивото кој нас не е потребен за тренинг, така мораме тренинзите да ги обавуваме на Вардар или некогаш на езеро Младост. Така е, сега тука ми се наметна и моето прашање кое што сакав да ви го поставам претходно. Има ли Македонија услови за кајакарење? Па еве, јас Колку сте задоволни? Според мене има, да, но не е се максимално искористени, бидејќи ние имаме и доста езери, доста езера и реки, но пак ќе кажам не е доволно. Искористен нивниот Да. капацитет, така Да. треба да се вложи. Колку државата подпомага во овој спорт? Па генерално ние ја имаме поддршката од Агенцијата за млади и спорт која е директна надлежна за да ни помага финансиски преку кајакарската федерација, но знаете секогаш се треба повеќе и секогаш може подобро, така да се трудиме како на ниво на федерација, така еве сега и ние во клубот пробуваме да си подобриме самите услови, па се надеваме дека ќе... А градот Велес колку е спремен да слушне дека постојат млади луѓе кои што му носат навистина меѓународни награди, кои што се вложуваат и кои што го развиваат овој спорт? Јас искрено ќе кажам, значи градот Велес не знам колку се радува на нашите успеси од меѓународно ниво. За жал, поддршката ја немаме максимална, нели она која што треба да те биде мотивацијска. Така? Не знам. Се надеваме на подобра. Се надеваме, така, значи секогаш нели има подобра иднина. Так. Се надеваме секогаш на подобро и затоа вложуваме, тренираме и Така. Овој успех навистина треба да се следи, треба да биде слушнат и треба да биде поддржан. така. Колку овој спорт, дечки, ви носи жртва самиот спорт? Ќе кажам жртва во однос на слободно време, на семејство, на дружби. Колку го жртвувате слободното време, бидејќи тренинзите се секако напорни, мора да вложите за да нели, да остварите нешто. Колку се вложувате во целиот овој спорт? Да кажам јас или ги Ајде. Па добро. Ти па он. Па добро, бидејќи истото би го кажале, бидејќи сега заедно тренираме, бидејќи сме во ист клуб и сме спаринг партнери, заедно и со Јубан Респаси, кој воедно е наш тренер. Така. Па да, жртва има, бидејќи сме ограничени со време и баш тоа слободно време го немаме секогаш кога ние би посакале, бидејќи денот ни е буквално планиран во припремен период, знае и во денот да имаме и од 3 до 5 тренинга, така да ако еден тренинг трае 60 минути, така можете да видите дека фактички 6 сати сме на тренинг. Така, буквално тоа ми беше смислата на прашањето. Е сега, од толку многу спортови, зошто баш овој спорт? Од каде? Кој ви е наметна љубовта кон спортот? Кој ве
измотивира да почнете токму со ова да се занимавате? Така, значи јас почнав на мојата 8 годишна возраст и според мене ме привлече според местоположбата на живење. Јас живеам покрај реката Вардар, а не нели буквално покрај реката, туку Така, си тече, нели? тука е, така Да. е. И ги видов тогашните кајакари кои што тренираа и претходниот тренер кој што членував 10 години во тој клуб. Нели као дете. И си рече, ме јас привлече- ова има да го правам. Да, ме привлече као дете. Отидов го прашав дали, нели, кои се условите за да се зачленам во тој клуб. Сега кога спомна условите, има ли некоја граница со годините? Од колку години можеш да почнеш? Вака, значи за подобар резултат да се направи, треба од порани години, односно од 8 до 13 години да се почне, нели, за да више издвоиш некој резултат во идните 6, 7 до 10 години. Што покасно е по неефективно, односно како би рекол, помали се шансите за издвојување на некој поголем успех. Да, така да од порана возраст до 10 години е најидеалното време за започињање на еден спортист. Во врска со тренинзите, па и еве со надпреварите, ви се случува ли некоја непријатна ситуација да ви се преврти кајакот? Јас лично ќе кажам 2017 во Република Словачка, каде што имав повреда на рамото на тренинзи и ми беше забрането да настапувам на светското првенство до тогаш. Мислам тогаш што се одржуваше. И таа ми е најголемата болка, што ќе памтам цел живот, нели? Бев во Чамец, има еден пат што се нарекува Нијагара. Слободен пат е околу 3 метри, така нешто. Јас паднав од згора како што не требаше и дојде до повреда на рамото. Кај што ми требаше подолг период за да се вратам, нели, во Така, во онаа форма. Така. Па Александар, добро, ке тебе? да, за жал повредите се нели во склоп на тренингот и во спортот и некогаш не можеме да ги избегнеме. И јас лично до сега сум немал некоја посериозна повреда, но сум имал така некои интересни ситуации на тренинг каде не биле Во моментот кој бара да нормално, се справиш со нив. Да, па некој ја би извоил. Мислам дека тоа беше од 2015 на матка имавме надпревар, а јас само неколку дена пред надпреварот ми се скрши веслото на самиот тренинг. И така малце Со скршено? Па да, не успеав да поправам за надпреварот, но знаете, сепак тоа си влијаше психички на надпреварот дали нели веслата ќе ми биде готова, па како ќе весам и сите тие работи. Така, втора година ја живееме за жал пандемијата на COVID-19. Колку оваа пандемија влијаеше, односно влијае на нели активностите со овој спорт, надпреварите како што кажавме, колку ви ги помести, ви ги измрда плановите? Па да, за жал е веќе втора година сме со оваа пандемија и ние како спортисти исто го осетивме тоа за жал. Предходната година се одржаа само 2 надпревари, сите други поголеми беа откажани. Оваа година исто ние си започнавме со тренинзи и со надпревари редовно како за секоја сезона, бидејќи нашиот спорт ни го овозможува тоа, бидејќи се работи за спорт кој што е во природа. Ние сме цело време во река, така да ја имаме онаа социјална дистанца, така да јас кога сум во кајак сум најсигурен барем од страна на луѓе околу тебе. Да. Така да тренизите немавме проблем да ги реализираме, но проблем е при организирање на надпревари, бидејќи тука не можат знаеш да се запазат сите тие мерки и баш овој викенд требаше да се одржи традиционалниот икас надпревар, кој е во дисциплината слалом на патеката на матка. Но за жал поради оваа пандемија надпреварот е одложен за мислам во мај месец, доколку би била ситуацијата поголна. Се надевам. Да. Сега ние останува да тренираме и нормално да ги почитуваме мерките кои се донесени од страна на комисијата.
Така, кажавме европско и светско првенство, што преостанува до тогаш и кои се плановите можеби на вашата агенда до тогаш? Што е следно? Што да очекуваме? Значи, Награди. Награди, искрено ја темпирам темпото за светското првенство за млади сениори до 23 години во Словенија што ќе биде. И тренирам секојдневно. Се трудам да шо тренингот го реализирам на повисоко ниво. Се случува ли да ти е смачено и да прескокнеш тренинг и да си Искрено. речеш денес јас не тренирам? Искрено да, но кога ќе ми текне Да, што ме јас чека. можам да го потврдам тоа, дека некогаш не доаѓа на тренинг. Денес не тренирам. Да. Он не доаѓа. Да, он не Ти доаѓа, бе? јас сум редовен. Ти си редовен. Сега те откри готово. Може би за тоа беше на последниот надпревар четврти, а јас втори, но ете, за тоа му е мотивација дека треба да тренира. Така, добро, сепак и помлад е и си сака повеќе дружби, си сака повеќе. Така. Што ме пресече, сакав нешто да кажам, баш добро, ама Готово се збуни сега од Готово, ова. готово. Дечки, кој ви е најголемата поддршка во сето ова што го правите? Па, најголемата поддршка нормално дека е од нашето семејство, од нашата фамилија, нашите најблиски другари. Секако и помеѓу нас, колегите, иако ние сме, јас би рекол во кајак сме најголеми конкуренти, но надвор од кајак ние сме Најдобри баш, другари, да, баш така. вистински пријатели, така да тоа е многу битно. Така, Енис? поддршката од родителите. Од друг сакаше да каже. Добро, нели, сиде се пред на прво место се родителите, Така семејството, е. после поддршката од другарите, Така, поддршката од партнерите. партнерите и така натаму, нели? Поддршката Да. од колегите и така. Така, еве при самиот крај што би им порачале на сите оние можеби и помлади од вас кои што сакаат да се занимаваат со кајакарството, со кајакот како спорт, што ќе ги посоветувате да почнат ли да тренираат, што ги очекува? Значи, јас би посакал за помладата генерација нека се активираат точно, нели, по пандемијава што им е најбезбедно, кајакарењето, односно индивидуалниот спорт. Значи, нека има масовност во тој спорт и Интересно е на крајот од денот. Да, интересно. Нели, и се возбудливо развиваш е. како човек, се развиваш, физички си поистакнат за разлика од твојата генерација, Така, те гледаат на подруго. така и Нели, очигледно со ве подруго. гледам. Да, и Па да, јас само би Тоа. надополнил, а без разлика на кој спорт, јас апелирам до сите млади да почнат да се занимаваат, па макар и рекреативно, без разлика на спортот, бидејќи, како викаат, во здраво тело, Здрав дух. здрав дух. Токму така. Ќе ви се заблагодарам за тоа што ја прифативте мојата покана, за тоа што внесовте ведрина во студиото на телевизија Сонце. Ќе ви честитам за се досега. Навистина има за што да ви се честита и ќе ви посакам да си згазите на европско и на светско и повторно да се видиме и да ни се вратите овој пат и двајцата со први место. И двајцата две први место. ви благодарам, се надевам дека ќе биде така во следниве надпревари. Ќе го дадеме својот максимум и се гледаме, нели, во наредна емисија. Така, Ви во нови, благодариме на во поканата нови и уште еднаш. поголеми успеси. Фала ви, Благодарам. дечки. Александар Златаров и Енис Небиовски, мои денешни гости во емисијата од своја страна. Се надевам дека со овие дечки кои што навистина внесоа ведрина во студиото на телевизија Сонце, кои што се навистина толку многу успешни и позитивни, успеавме да допреме и да го доближиме сето ова и до вас. Се гледаме за 7 дена. При самиот крај, посебен поздрав и посебна благодарност до бутик Мај Мода, кој што се наоѓа овде во центарот на Скопје, кои што имаат навистина нови колекции, кои што можете да ги посетите уште денес. И до мојата шминкерка Самара Имери. Се гледаме за 7 дена. Бидете поздравени.